Вие сте со програмата на КТВ, емитуваме вести. Не ги оставаме на милост и немилост земјоделците од Росуман и околината. Ки ги забрзаме процесите за обештетување на посевите од замрзнување на повеќе култури како што се праската, кајсијата, дуњата, црешата и други, порача министерот за земјоделие Цветан Трипуновски. Тој вели дека на 20 месецов на двете мерни станици над населено место Рамниште Росуман и Чаир Росуман биле измерени температури од -8 целзиусови степени, кои за жал направиле голема штета. Синоќа во 22 часот и 30 минути во село Ваташа полициски службеници од ОВР Кавадарци лишиле од слобода ГС-25 од село Војшанци Неготинско, СП 22 години од село Тремник Неготинско, МБ 25 од Неготино и 20 годишната НТ од Кавадарци, затоа што при преглед кај нив кај ГС била пронајдена и одземена бела грудчеста материја. ГС бил задржан во полициска станица, бил известен јавен обвинител и по документирање на настанот ќе биде поднесена соодветна пријава, информира денеска од СВР Велес. По барање на местна заедница Конопиште, епа комуналец Кавадарци во соработка со локалната самоуправа работи на замена на водоводната линија во селото со приклучоци во должина од 80 метри, пошто на истото место следува и поплочување. Синоќа беше отворена ликовната изложба на кавадаречкиот ликовен уметник Горан Боев. Владата да ги поништи тендерите за анкети и оценка на медиумите и парите да ги пренамени за кочани, побараа на денешната пресконференција од СДСМ. Додека народот и државата тагуваат поради огромната трагедија во Кочани, во кој изгаснаа 59 млади животи, а околу 200 се повредени, владата на ДПМН турка тендери за мерење рейтинзи и пропаганда. За поддршката на семејствата и граѓаните во Кочани се организираат донации, а владата на ДПМН троши 400.000 евра да мери анкети и рейтинг на Мицкоски. Тоа не било доволно, па гледаме објава на нов тендер за уште еден скап проект. Оценка на медиумското влијание, мониторинг на медиумите, на социјалните мрежи, прес клипинг и оценка на вестите. Владата набавува софтвер за да ги оценува вестите на медиумите, дали се позитивни, негативни или неутрални, а планира да собира податоци за авторите. Тоа ли се приоритетите на власта, праша од СДСМ и додадоа. Нема пари за плати, нема за пожарникарите, за лекарите, за работниците. Пари има само за папаја, манго и рейтингот на Мицкоски, заклучија од СДСМ. Очигледно владата предводена од Мицкоски користи само празни флоскули за борба против трулиот систем, додека во пракса продолжува бруталната партизација и поставување кадри по роднински линии. За влијанието на непотизмот кај министерот Тошковски, левица и во минатото реагираше кога на факултетот за безбедност беше избран неговиот баџанак за професор наместо студент на генерација. Најновиот скандал кој доаѓа од Министерството на Тошковски е именувањето на командир на полициска станица Македонски Брод, каде назначен е деверот на пратеничката од ВМРО ДПМН Бисера Златеска. Минатата недела во денови на жалост, додека власта ја замајуваше јавноста дека ќе се бори против девијантните појави во системот, Тошковски одлучи токму Жарко Златевски да го именува за командир, роднина на актуелната пратеничка од редовите на власта, пишуваат во денешното соопштение од Левица. Не ја разбираме радоста на СДСМ да ликува од трагичните настани како во Кочани. Нивната дволичност јавноста може да ја види, што од една страна Венко Филипче, кој е директно одговорен и надлежан за палењето на модуларната болница и смртта на 15 луѓе, глуми државник и праќа пораки за единство, а од друга страна неговата партија глуми преку суд, каде кажува кој да биде уапсен, а кој не. Затоа, како овие исти политички структури се однесуваат некрофилски со максимална злоупотреба на човечките судбини, може да се види во статусите и објавите на роднините на трагично починатата Фросина.
СДС да престане да гради среќа врз колективните несреќи како Кочани, трагичните судбини на Фросина, Мартин Нешковски, Диво населје, малечката Тамара. За сите овие случаи клучно е да се има правда, така ќе биде и во Кочани. Затоа СДС да престане да ја попречува и дефокусира истрагата. Таму има опфатени луѓе на СДС, ВМРО, ДПМН и ДУИ и луѓе кои не се од партија, затоа што правдата мора да биде неселективна и на ова да не гледаме како на битка на партии, реагираат од ВМРО, ДПМН. ГРК Тикваш очекувано, лесно и убедливо ја совлада Јехона со 43-15 и се пласира во групната куп фаза. Вардар од Неготино не успеа да обезбеди на тамошен пласман, откако на домашен терен загуби од Партизан од Гевгелија со 36-44. Променливо облачно време со повремени врнежи од дожд е прогнозата за утре. Попладне наместа ќе биде нестабилно со пороен дожд, појава на грмежи и засилен ветер, локално во форма на краткотрајно невреме со пообилен пороен дожд. За кратко време над 15 литри на метар квадратен, температура од 8 до 17 степени. Ги гледавте вестите, ви посакувам секое добро.